Оваа година Скопскиот маратон е на 8 мај, до 8 мај ни остануваат уште 52 дена, 22 часа и 59 минути за оние кои што сакаат да се пријават на официјалната страна ќе ги сретнете овие бројки, а околу Скопскиот маратон 2016 разговарам со директорот на истиот господинот Кире Синадиновски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. И Петар Георгиевски ка ми каза добро утро и за тебе, Петар. Добро утро. Како сте ни ова утро? Одлично. Спринтерски дојдовте до телевизија или полека? Полека. Прашањето е дали почнаа веќе подготовките за Скопскиот маратон? Па да, ние како организатори веќе многу одамна ги започнавме подготовките. Веќе од декември месец се отворени и пријавите за Скопски маратон преку нашата веб страна skopskimaraton.com.mk и можам да кажам дека до сега имаме одлична бројка на пријавени, веќе преку 1500 учесници во сите 4 трки од 35 земји, што покажува дека веројатно ќе имаме рекорден број на учесници оваа година. Минатата година имавме околу 7000 пријавени учесници, оваа година очекуваме таа бројка да ја надминеме. Така, а што е со учесниците од страна? Па, значи, ние ќе имаме елитни тркачи, како секој маратон што има во светот, тоа ќе бидат кеници и етиопјани, но имаме голем број на рекреативци тркачи кои што доаѓаат сами, значи, кои што тука престојуваат неколку дена, сами си го плаќаат смештот, значи, Скопскиот маратон е еден вид и спортски туризам. Така да голем број на странските учесници минатата година ги имавме околу 700 странски учесници, оваа година очекуваме и тој број да биде зголемен, така да ќе има странци доста. Така. Петар, со Кире, вие сте другари по ветрот, можам да кажам. Заедно трчате долги години од исти клуб сте. И оваа година ќе се надпреваруваш на Скопскиот маратон, но до тога ще чекаат уште неколку маратони. Еден помина веќе во Малта, следува оној во Рим. Така. Значи, да јасниме, Кире генерација после мене во атлетскиот клуб Работнички се работи и за 20 трчавме спринт. За истиот клуб, а еве по стари години се фрливме на маратони, како што е и животот. Научивме како подолго да трае животот. Што се однесува до Малта, оваа година пред 3 недели од прилика, заедно со Бажи и со Ели, истрчавме еден многу интересен полумаратон во Малта, со многу потешкоти, но сепак кога се зборува за маратон, баш и ти праша пред некој момент, пред да почне емисијата, какво ќе биде времето за маратонот. Воопшто не е важно. Дали врне дожд, дали дува ветер, дали грее сонце. Се трча anyway. И затоа се спремаат сите луѓе кога трчаат полумаратони или маратони по разни временски услови. Така да телото е навикнато. Дури можам да ти кажам дека и помалку дожд, како што беше ланска година во Белград, е најубаво да трчаш. Како освежување на телото ти доаѓа, да нема... И оваа година... Што е со 35-40 целзиусови степени си имал ли такво искуство? Скопски маратон обично знае да дојде до таа температура. Да пече сонце и буквално. Во последниот сат знае и таква работа, но никаков проблем. Представува проблем физички, но ментално кога си спремен дека тоа треба да го завршиш, нема никаков проблем. Овој предизвик што доаѓа сега, заедно со истата екипа со која трчавме во Малта, значи со Баже Цоневски и Елисавета Нојковска и мојата маленкост, во Рим ќе биде цел маратон. И мислам, мене ми е прв цел, 42 км и 200. И дека точно... Зашто е тежок тој? Тој е тежок затоа што има долго време калдрма, значи се трча околу 20 км по калдрма и има голема денивелација, околу 250 метра има денивелација, што е многу тешко, за разлика од Скопскиот, кој е извореден маратон за постигнување резултати, затоа што е многу равен, има само 5-7 метра денивелација, овој малце качување и спуштање. Можам да ви кажам само исто дека Скопскиот маратон е мој матичен маратон, од кај што јас почнав и кај што се пронедов себе си. И мислам дека, шетајќи, јас имам преку 50 на маратони веќе, полумаратони во мојата условно речено кариера, е еден од по мене првите 5 маратони во Европа кај што јас сум трчал и на другите континенти по организација. Значи имате изворедни станици организирани за вода, извореден старт, слики без пари. Секаде е тоа со пари, во на Скопскиот е без пари. И лично сметам дека било кој што помислил да почне да трча, топло му препорачувам, тука е Скопје, било кој од Македонија да дојде, затоа што дружбата, чувството и луѓето
се нешто непроценливо, од непроценлива вредност за сите оние што учествуваат таму. Сега прашањето дали имате време за дружба кога трчате? Па има пред и после маратона, значи мислам оние кои што се рекреативци, кои што не е толку важно времето, знаат и за време на маратонот да застанат на некои станици, да се фотографираат со публика, да комуницираат. Има бендови по патеката кои што свират така да има моменти за дружба. Нормално оние што бркаат време дека се сконцентрирани само на времето и на победата, се разбира. Она што не очекува за неполн месец е и женската трка, која што ќе се случува во април. Точниот датум го знаеме ли? На 10 април, значи веќе од денеска официјално ги отворивме пријавите за таа трка. Тоа е женска трка која ќе биде на 2 километри во парк, стартот ќе биде пред школка во градскиот парк. Многу интересна трка, 4-та година поред ја организираме. Минатата година имавме околу 700 жени учеснички, оваа година очекуваме тој број да биде зголемен. Има аеробик пред трката, трка на 2 километри, лотарија после трката, така да е еден убав позитивен настан и целта ни е што повеќе жени да ги привлечеме да почнат да трчат, да рекреираат и потоа да дојдат и на Скопскиот маратон на некоја од нашите трки, кои што ги имаме 4. Ќе ги спомнаме и трките, бидејќи може секој да се проне да имаме трка на 5 километри, рекреативна, која што има лимит од 1 час и може било кој да дојде да проба да ја истрча, да ја изоди. Имаме штафетен маратон, тоа е 4 луѓе трчаат по 10,5 километри, полумаратонот и главната трка маратонот. Така, што е со оние кои што сега не гледаат, сакаат да се пријават, а никогаш не трчале? Јас имам таква помисла во моментот. Сакам Слободно пријавете се. Меѓутоа, што е со физичката кондиција и издржливоста, срцето, ми треба ли некои систематски прегледи претходно? Па, Перо, мислам дека може да го каже тоа како човек кој што после голема пауза се вратил на трчањето. Јас имав 110 килограми иначе, да откриеме. Во меѓувреме, кога сватив дека многу работи отидоа надвор од мојата контрола, се вратив назад комплетно на спортот. Ми требаше година дена од прилика да си го средам телото. И после тоа мислите ме натераа да почнам нешто што најмногу не го сака во животот, тоа е долгото трчање. Од моментот кога го упознав долгото трчање, многу работи на ментален план и физички се сменија кај мене во целост. Топло ти препорачувам, ако сакаш прво, ако ништо друго, ти си млад, може сигурно и полумаратон да истрчаш. Да се спремиш за 5 километра и со тоа ќе почнеш да чувствуваш се она што го чувствуваат и овие што трчаат 27. Мислам дека секој оној што ќе помисли и малку ќе се спреми, а сега мислам дека има веќе доволно време за полумаратон. Ти изгледаш и добро, значи немаш витко, немаш некоја килажа посебна што треба да скинеш од себе. Мислам дека Горас трча, Глумецов, трчаат многу од овие, Игор, трчаат многу луѓе кои се познати во Македонија. Не е точно, Кире, дека каже дека не ни е важно времето, сите се надпреваруваме потено во себе. Добро, не е важно за првата трка, потоа веќе... Кога ќе поставиш цел, например, Кире поставил цел, што знам. Јас првата моја трка била 2,8 на Скопски маратон. Јас сум сега стигнал до 1,45. Одлично. Значи целата интенција, идеја ми е да стигнам под 1,40. Дали тоа ќе биде или нема да биде во полумаратонот, јас лично посакувам. Но битно е мотив. Ако имате мотив, се е можно. Така. Пред крајот од разговорот би сакал да кажеме збор 2 за она што ќе се случува на 6 ноември, иако е многу рано. Меѓутоа, Петар, тука ние во студиото за да кажеме дека тој е еден од четворицата учесници кои што ќе учествуваат на Њујоршкиот маратон. Како се случи тоа, како доби Норма, можеш ли да не кажеш нешто околу таа приказна? Норма нема на Њујоршкиот маратон, има лотарија. Има многу... За големите маратони. Да, за големите маратони. Тоа ќе биде маратон некаде од прилика со околу 50 на 60 илјади учесници, околу 10,5 илјади луѓе добиваат на лотарија маратон. И за наша среќа, многу е чудно, но и вистинито, целата оваа иста екипа што трчавме во Малта, што ќе трчаме во Рим, ќе трчаме заедно и во Њујорк. Од сега ни почна менталните припреми за Њујорк, бидејќи тоа е еден римскиот, њујоршкиот, берлинскиот, токискиот и уште други 2 маратони, бостонскиот се маратони, 6 најбитни во светот. И јас се надевам дека до другата година сите, до другата или по другата ќе ги имаме сите 6 на репертоар. Не чека Њујорк и се надевам дека од таму ќе ви донесеме добри вести, а и мотивација за сите останати да учествуваат на лотаријата, бидејќи можеби исто така ќе се
И уште една работа да ви кажам, многу битна за сите оние што сакаат да почнат да трчаат. Кади да одите во светот, на полумаратонот и на маратонот, цел град е за вас затворен. Значи јас ланска година ја трчав в Прага и цела Прага беше за мене затворена, за мене и за уште 12.000 луѓе. Толку убаво чувство, значи, ја Прага сум бил неколку пати, никогаш не истрчаш Прага, што би се рекол. Ја трчаш преку сите мостови, да видиш накратко. Добив една мала повреда. Се сликав, како што кажа Кире, со еден куп деца, ги дигав на себе, трчав со нив, со еден бенд застанав и свирев бубањ, една минута. Значи, не е секогаш резултатот, ама многу пати и резултатот. Така. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма. Повторно се гледаме пред 10 април, кога ќе ја најавиме и женската трка во студиото 3 на Македонската радио телевизија. Ви посакувам многу успехи, нека се пријавуваат сите кои што се заинтересирани на официјалната страна. Да, и да не се двоума, значи жилбата ако имаат, нека почнат да тренираат и нека се пријават, не е ништо страшно да истрчаат 5 километри. Така, и да се фотографираат, се разбира да се направат една изложба од фотографии и слики. Да дојдат на денот на маратон, затоа што тоа е еден празник во кој што спомна Перо дека градот е затворен тотално. Значи би повикал сите оние што возат возила тогаш да се воздржат, да излезат надвор на улиците и да ги поддржат сите тркачи. Извини, уште една кратка реченица, многу кратка од Скопскиот маратон. Лани има награда за најдобар транспарент. Имаше трчај еднаш, цел живот фали се. Ви благодарам многу.